Сега СДСМ, откако увиде дека не може туку така да си ја спроведе својата агенда, прави напори и бара дупки во деловникот за да насила го протурка Талат Џафери за спикер. Мислам дека оваа игра е опасна и СДСМ треба да размисли многу убаво пред да превземе таков чекор, имајќи в предвид дека надвор пред собранието има маса луѓе на кои преку глава име од политиканството на СДСМ. Сега истата таа СДСМ ја обвинува ВМРО ДПМН дека го обструира, односно дека целосно го блокирала парламентот. Тука нормално им се приклучи и ДУИ, а како најгласен секако е Талат Џафери, кој изгледа едва и чека да седне на спикерската фотелја. Види, зарем толку им е кратко памтењето на СДСМ и ДУИ, па стигна они да обвинуваат за блокада на парламентот? Талат Џафери ќе зборува за обструкција. Па еве, јас ќе пробам малку да го потсетам. Немате никаков проблем со телевизорот, со тонот или е тајно снимат Талат Џафери. Ова е вистинска снимка од 2012 година, кога Талат Џафери се обидуваше да си го искаже својот револт во собранието. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го рече. Ацо Шопофела, со овие зборови од неговата позната поема, пратеникот Талат Џафери во септември 2012 година ја закочи процедурата за носење на законот за бранителите. Откако во првите денови зборуваше се и сешто, а рекордот е говор од околу 8 часа, Талат реши да замолчи. И своето деловничко право да се јави за збор го користеше. Молчешкум, си седеше, молчеше, па дури си читаше книга. Немаше деловнички начин на кој владеачката ВМРО ДПМН можеше да го спречи. Судбината на тој закон ја знаеме сите. Која иронија е, токму Талат Џафери, кој во 2012 година го искористи деловникот за да спречи донесување на закон, сега ги обвинува ВМРО ДПМН дека со своите говори и реплики го блокирале собранието. Но не е само Џафери тој што преку разни процедурални забелешки и деловнички правја спречувал, одложувал или барал преговори пред да се гласа на пленарна седница. Да ги потсетиме неговите колеги од СДСМ. За СДСМ од пред некоја година ова беше демократско и парламентарно право. А за СДСМ од денеска, говорите на Илија Димовски или на Антонио Милошевски, биле недемократска блокада. Мене ова ми личи на тешко лицемерие. Но не се само овие два примери во македонската историја. Ќе се обидам уствари да ве потсетам на неколку други ситуации.
Непосредно пред молкот на Џафери во истата година, СДСМ за неколку месеци поднесе над 40 закони по кои собранието дебатираше со месеци. Пратениците на ДПА го обструираа речиси целиот парламентарен период од 2008 до 2011 година поради амнестијата на хашките случаи. Обструкции правеше и Дуи кога беше во опозиција во 2007 и во 2008 година, поради тоа што тогаш сметаше, сега не, дека победничка албанска партија на изборите во 2006 година и дека таа треба да биде коалицијски партнер на ВМРО во власта. Инаку собраниската говорница беше заглавена и во февруари 2007, кога СДСМ и ЛДП поднесоа над 2500 амандмани за менување на собранискиот деловник. Тогаш беа Вицка Стипа предлагаа некои безсмислени амандмани, како на пример пратениците да можат да зборуваат до 10.000 минути ако не ја напаѓаат власта, премиерот да држи седници кога ќе посака, а по секој негов говор да има задолжителна пауза од 30 секунди за френетичен аплауз од пратениците и слично. Блокада на парламентот имаше и со предолги говори, кога поранешната пратеничка Весна Јаневска во 2006 година се обиде да го одложи донесувањето на законот за полицијата. Таа непрекинато говореше 6 часа и 30 минути. Собраниската говорница ја држеше 3 дена. Долги говори се паметат и при легализацијата на Тетовскиот универзитет, кога пратениците на ВМРО ДПМН говореа по неколку часа, препрочитувајќи ги истите говори и по 15 пати. Најинтересно во целата оваа ситуација е што ваквиот начин на блокирање на парламентот, верували или не, не е наша македонска измислица. Не само што не е измислица, туку во развиените демократски земји таа е воспоставена демократска пракса која има и свое име – филибастер. Филибастер е парламентарна процедура кога дебатата за одредена предложена легислатива се продолжува до недоглед, со што одредени пратеници или групи можат да одложат или целосно да спречат гласање по таа точка. Некогаш наместо филибастер се користи и терминот презборување на законот или да го убиеш предлогот со зборување. Ова, верували или не, е официјална дефиниција за терминот филибастер. И тоа не тука кај нас, туку во развиените демократски општества, како што се Соединетите Американски држави, Британија, Франција и други такви земји. Значи, во развиените општества, кога некој смета дека одреден предлог не е во јавен интерес, постои легална, законска процедура како тој да биде спречен. Со мало пребарување, преку интернет, проверете и сами. Јас бев изненаден кога видов дека најстариот забележан пример на користење на оваа стратегија е за време на Римската империја. Римскиот сенатор Като де Јонген, често кога на дневен ред во сенатот ќе дошол предлог што не му се допаѓал, зборувал додека не се стемни и успевал да ги кочи законите затоа што според тогашните правила на сенатот, сета негова работа морала да заврши до заоѓањето на сонцето. Со ваквото однесување, тој дури успел да спречи најмалку 2 предлога кои доаѓале директно од Јулиј Цезар. Ама ајде викам да не се правам јас паметен, еве едно видео во кое се објаснува како филибастер функционира во Америка. On Wednesday, May 20th, U.S. Senator Rand Paul began a 10-hour speech on the Senate floor, which many referred to as a filibuster. The long debate centered on the topic of NSA spying and was intended to delay the upcoming extension of the Patriot Act. But besides garnering media attention, filibusters seem like a waste of time. So what is a filibuster exactly? Well, that is what they are, a waste of time. Basically, a filibuster is any procedural action that delays a vote in the Senate. The most well-known examples of filibusters are when a senator or group of senators takes the Senate floor for a speech and does not yield it until 3/5 of the Senate agree to end that filibuster. What this essentially means is that instead of a bill passing by a simple majority of 51, any senator can pause a bill's passage until 60 senators agree to end the filibuster. This is called cloture. Filibusters are particularly useful for bills that are expected to pass by a narrow margin, or which are especially controversial. However, a senator does not actually have to take the floor or even make themselves known in order to start a filibuster. Just the threat of a filibuster is enough to force a vote to see if they can gather a potential cloture, or the 60 senators to oppose it. If a senator does decide to take the floor, there are rules they must follow for the filibuster to be considered active. They have to stay standing the whole time, and they cannot leave the Senate floor. They cannot consume anything except for water or milk, and they can't leave to go to the bathroom. The only way to catch a break is to yield time to a supporting senator
who will in turn ask a long question, while the original senator then takes care of personal business. One example of a successful filibuster was in 1946, when a number of senators delayed the passage of an anti-discrimination bill, and the bill's supporters were unable to gather enough senators to call for a cloture. This meant that the only way to end the filibuster and get back to work was to drop the bill from consideration, so the bill was abandoned. Another example, and perhaps the most famous one, was when South Carolina's Strom Thurmond took the floor for more than 24 hours against the 1957 Civil Rights Act. Despite being the longest individual filibuster ever, the bill still ended up passing after he was done. Now technically, since Senator Paul ended his speech before midnight, it wasn't actually a filibuster, because it didn't delay any Senate business and wasn't during a debate about the Patriot Act itself. May 20th was a waiting period for a trade agreement, so no actual business was disrupted. However, in terms of garnering media attention and cementing a talking point for the 2016 elections, this filibuster certainly served its purpose. И не е само Америка. Примери за ваквиот начин на одложување на гласањето или усвојувањето на одреден предлог има многу. Велика Британија, Ирска, Австралија, Канада и ред други демократски земји го користат овој метод. Например, во Франција, во август 2006 година, левичарите, кои сега се прикажуваат како сестрински партии на СДСМ, поднеле дури 137.449 амандмани на еден закон во врска со државната компанија за газ. Во редовна процедура пресметале дека за да се исцрпи расправата и да се гласа по сите амандмани, ќе им биле потребни цели 10 години. Значи, ова што го гледаме денови во Македонското собрание не е циркус или нешто невидено, туку е нормална демократска пракса. ВМРО ДПМН го користи деловникот и своето демократско право преку збор да не дозволи спроведување на тиранската платформа. Значи, СДСМ не успеа да си дозволи да го наруши, не смее да си дозволи да го наруши тоа право, или не дај Боже да проба на сила да ја спроведе агендата, тогаш мислам дека ќе влеземе во сосема нова криза, која никој овде не ја посакува.